Пациентите со малигни заболувања од источниот регион, но и пошироко, потребната онколошка терапија ќе ја примаат во клиничката болница во Штип. Одлуката е донесена за да се растерети онколошкото оделение во Скопје, но и да се заштитат пациентите, откако предходно таму се појавија случаи на корона инфицирани. Значи тоа се повеќе типови на карциноми кои што имаат потреба од онколошка терапија. Кои што за потребите до сега одеа во Скопје, таму имаат ќе биде ординирано од страна на нашите онколози. Значи, ние ќе го добиеме списокот на сите пациенти кои што гравитираат кон Штип, кои што во моментот примаат онколошка терапија, или одат во Скопје, за да не патуваат. Таа терапија со списокот ќе ни биде доставена на нас и ќе ординираат нашите онколози. Поради специфичноста и потребата за посебни услови за примање на терапијата, Штипската клиничка болница изврши посебни подготовки за координирање на ваков вид терапија. Да, за овој тип на терапија, да. Значи, ова е терапија која што ќе се дели во таблети и во субкутаната. Останува уште онаа последната фаза, онај интравенска терапија, давање на хемотерапевтици. За тој дел ни треба малку време и технички да се оспособиме и се, меѓутоа се надевам дека во некој догледен период ќе успееме и тој дел да го преземеме од клиниката за онкологија, да и на тие пациенти го лесниме да не патуваат во Скопје, туку да ја примаат терапијата овде. Во овој момент, значи, за овој тип на терапија, субкутана и таблетарна, се подготви нашите онколози да ја делат овде. Инаку во онколошкиот центар во Штип ќе доаѓаат пациенти од Виница, Кавадарци, Кочани, Гевгелија Радовиш, Свети Николе Струмица, Неготино, Делчево и Валандово.